Почитувани фолк пријатели, како што можевте да слушнете и од самата најава, во денешното издание на нашата музичка емисија Мега Фолк, гостини се членовите на групата Феникс од Штип. Веднаш до мене се Горан и Александар, татко и син, членови на група Феникс. Еве, најпрво разговорот ќе го започнам со Горан и најпрво честитки за 20 годишниот јубилеј. Па, поздрав до гледачите на Мега телевизија. Да кажеме дека ние како група Феникс постоиме веќе 20 години, значи ова година славиме јубилеј. 20 години постоење се па доста долго време да се задржиме во еден состав и добро функционираме. Да кажеме дека најави дека како фолк емисија, нели, меѓутоа морам да кажам дека ние доста добро го работиме и забавниот дел, со тоа што ќе видат гледачите на нашиот спот како имаме на преработка направено од песна од Макфест од 96-та година. Горан, со 20 годишно успешно позиционирање на македонската естрада, сигурно дека поминате и трнлив пат за да се стигне до одреден успех во една конкуренција што може би денес е и голема, за да се опстане, нели, на самата естрада треба и квалитет. Кажи ми како еве овие 20 години ви помина, веројатно имало и потешки моменти и полесни кога се движела вашата музичка кариера. Па пак јас ќе се навртам на спотот, значи гледачите кога ќе го гледаат спотот. Спотот представува всушност и животниот пат, работниот пат на група Феникс го представува. Значи како група Феникс од 96-та година како што се формиравме, најпрво работевме како бенд по ресторани, по така класично речено по кафани со пејачки. Меѓутоа самиот начин на работа, самите проблеми што нели најави трнлив пат и така натака, не натера да размислуваме малце во друг правец. Значи од 2007 во ова 2002 година, се извинувам, се фокусиравме на свирење на свадби. Така да ни беше многу подобро, да кажам, морам да признам и доста и подоходовно. И од 2007 година наваму, значи ги зафативме да ги работиме и дискотеките, и кафичите, што значи не правиме некој остар пресек на народна музика и забавна музика. Значи го работиме доста добро и рокот и народната музика. Да. Кажавме на почетокот дека тука е и синот на Горан, Александар. Александар, од кога си ти член на Феникс? Па вака, јас сум најпресен во оваа група, па значи година и пол време. Веќе ова ми е втора сезона како функционирам со нив. Интересно е, можеме, бидејќи твојот татко кажа дека Феникс, групата Феникс го негува и фолкот и забавната музика. Каде еве ти повеќе се пронаоѓаш? Интересно е тоа што голем број на млади во последно време ја љубат, така речено, и фолк музиката. Така, тоа не треба да се заборави и да не се почитува македонската народна музика сепак. Да, мојот дел е, нели, рок музиката, забавниот дел, каде и да свириме, тој дел ми останува на мене, бидејќи со гитарата си го водам јас. Иначе, па во група Феникс често да свирих, како прво бидејќи свирам со татко ми, а како второ тоа ми било од секоја желба. Ја како првичен инструмент почнав со клавирот по неговите стапки, но подоцна еве зашто да биде клавирот, нека биде гитарата за понатаму да можеме заедно да функционираме во исти бенд и се случи тоа. Горан, може само да не ги заборавиме и другите членови. Значи јас сум Горан клавиатура, Александар гитара, Гоце на бубњеви, Вејби на саксофон и Зоки на бас гитара. Значи ние сме 5 члена во бендот и да ги поздравиме, да не ги заборавиме и нив. Така, сигурно ќе ги поздравиме. Горан, сакав да те прашам околу вашиот опус на снимени песни до сега. Во 20 годишна музичка кариера, сигурно дека имате и доста песни снимено. Може ли еве да проговориме околу вашиот музички опус? Со кои автори претежно соработувате? Дали тоа се можеби луѓето кои што членуваат во групата или соработувате и со други македонски фолк автори и поп автори? Вака, како првична, се извинувам, народна песна,
беше значи лично моја и како кантавтор се јавив. Меѓутоа се сними во студио во Скопје, во приватно студио тоа од 96 година. Беше експанзија на приватни студија. Така да беше така да кажам еден локален хит во нашиот крај, во штипскиот крај. И доста се вртеше таа песна, доста се слушаше и имаше некоја популарност. Натаму снимивме уште нешто, меѓутоа еве некако не послужи среќата да излезе некој мега хит од нас. Дали така не се склопија коцките со авторите на песните, со изведбите и така. Натака не ни се во предиспозиција да кажам фестивалите, кај нас лична карта е лајф свирката и тука сме ние, можем да кажам, најаки и можеме да го истакнеме оноа што ние го знаеме и што сакаме да го презентираме на публиката. И најдобро е во група Феникс што има контакт со членовите на бендот, значи со бендот, самиот бенд и публиката. Значи ние не правиме некој рез, некој лимит помеѓу бендот и публиката. Ние секогаш сме многу блиски до публиката и тоа е едно мое 20 годишно искуство и на тој начин не придобиваме публиката и не бараат после за свирки. Тоа е. Така, Александар, еве ќе го запрашам уште кои се идните планови на група Феникс за оваа година, дали можеби освен редовните настапи кои што ги имате, може да најавите и некоја турнеја надвор од нашата земја? Па да, покрај редовните настапи што ги имаме договорено, да, излегуваме и на страна, бевме во Италија, почесто сме во Германија на турнеја, бевме Берлин, Штутгарт, Мајнц, Дортмунд, во Италија бевме за Свети Архангел празникот во ноември во Алба, Нејве, кај нашите македонци, кај нашите селеници, али тоа излегување на страна е сепак на повик. Не, да речеме се договара унапред, али на повик. Горан, во интерес на времето, јас тука ќе го привршам разговорот, ќе ви посакам многу успех во вашата понатамошна музичка кариера и редно е сега да слушнеме една ваша песна во продолжение на емисијата. Благодарам, нека го слушнат гледателите спотот и баш ме интересира, нека го проследат внимателно, дали ќе ја сватат суштината, дали ќе ја разберат приказката на спотот, што сака спотот да каже. Мислам дека кажав претходно и ќе се навратат на тоа гледачите и мислам дека ќе го разберат тоа што сака спотот да го каже за група Феникс. Така, почитувани фолк пријатели, останете со нашата емисија, следува уште многу музика.